Јас не би сакала воопшто да се осврнувам во однос на хајка, на лажна слика и на свенос. Само сакам да кажам дека некој кога станува член на судски совет, а и председател, знае основната надлежност на судскиот совет – следење на работата на судиите и нивно оценување. Не станува член на управен одбор на Карате сојуз, па да следи работа на каратисти, како ќе се одвива нивната кариера или како се вршат својата работа. Секој од нас, кој станал член на судски совет, имал обврска да се праша по дома. Дали, евентуално, има некои предмети во кои што може да настане судив на интерес. Како член на судски совет се одлучувало дека побарање за утврдување на одговорност. Се следела работата на најголемиот суд во државата, во основниот кривичен суд, како координатор. Колешката беше 3 години координатор на тој суд. Че незина обврска била, кога станала член на судски совет, да праша каде евентуално незиниот сопруг има предмети или друг член на семејството, деца, за да може да се изземе, за да не се доведе во прашање на незината работа. Тоа било незина обврска. По однос на моментов, кога го дознала тоа, значи јас ке се надоврзам на заменикот. Значи можеме да пуштиме овдека, ако ми дозволите, во емисија во Тривин, февруари, март месец, беше директно прашан дали вашиот сопруг има предмети во како директор на Скопски пазар. И она рече да, се јавува како оштетен, но за тоа е надлежно обвинителството. А председател, сите ние овдека сме правници. Значи се знае оштетен, зошто и колешката Мери го постави прашање имотно правното барање како релевантно. Значи не е надлежно обвинителство. Надлежен е судот, кој што во зависност од тоа дали ќе донесе осудителна или ослободителна пресуда, дали ќе биде обештетена странката, доколку беше координатор на кривичен суд, доколку имал предмет во кривичниот суд. 3 години следеше работата на кривичниот суд. Дали незиниот сопруг, она сега нам се наведува дека кај Александра Ристовска овдека имал незиниот сопруг предмет како оштетен. Нека каже за кое оштетно поверување станува збор. Дали е точно што простува информација дека станува збор за 1.300.000 евра, за која што треба да се донесе тек пресуда. Дали е донесена осудителна пресуда со која што обештетен претходно во истиот тој со изминатиот период со 600.000 евра. А не да се кажува и дали сето ова нам не се доставува откако ние, се ова неофицијално го кажа. Значи ние во судскиот совет дознавме за овие предмети. И за тоа сега ни се доставува дополнително ни се доставува да одлучуваме по однос на незино изземање. И кога требало да го побара во моментот кога станала координатор на основен кривичен суд и која што ја следела работата на Александра Ристовска. Нека да ја прашам колешката Мери, член на комисијата за увид и оцена. Дали вие знаете кога дента кога отидовте да оценувате Александра Ристовска, дека истиот ден незиниот сопруг имал рочиште? Дали знаете колешката? Истиот ден? Истиот ден. Дека дента кога сте отишли да оценувате Александра Ристовска, судијата. Дали знаете? Да знаете, значи нема што да одговарам и да ме прашувате мене, за друго расправаме. Инаку не знаев, да знаев ке почекајте се како ме прашавте, сакате одговор. Да знаев ке вечер дека треба се иззема. Значи, ако е тоа вистина, ја тоа и сега не го знам. Меѓутоа, ако е вистина и тогаш ќе кажам. Треба дополнително и тоа да се провери, да се побара изјава од судијата Александра Ристевска, која што го води предметот. Па не знам, кога зборувам, очекувам да ќути човек што ме прашува за да слушне што тоа што има кажав и нема. Дали завршите првина? Само момент, дали завршите со прашање со дискусијата? Добро, се ова за збор. Селим како председател на комисијата, така? Јас сум многу уверен дека јас и судија Мери дознавме на 20
5.2020 година, кога ни беше, кога бевме на крај при завршување, кога ни остана уште 10 кандидати да ја завршиме комплет постапка за апелационен суд. Тогаш ни дојде писмо и тогаш ми рековме да прекинеме за да видиме што ќе се случува, а искрено во текот една година ми има отидено и на лице место, и имаме земени предмети, и за тоа се раздедени, но тоа ќе остане кога ќе расправам по детали. Дека ви кажувам точно и одговорно дека прв пат дознав за предметите кога го видов овој допис. Јас морам да кажам кога јас прв пат ја добив информацијата. Јас прв пат ја добив информацијата откако беше избрана за председател. Бидејќи сите медиуми... На председател на Советот или на комисијата? На суд. На судски совет. На совет. Бидејќи сите медиуми тогаш пишува дека нејзиниот сопруг има предмети во судовите и во обвинителство. Јас тогаш дознав за таа информација. И мене ми е чудно некој да не праша, кога е член на судски совет и кога следи и одлучува за судбина на суди, да не праша дома кои предмети ги имаш, да знам да си иземам, да не се доведам во судебни интереси. Да се бара иземање откако се открие дека во советот некој работи, од која до нас како членови од судски совет детали се открие. Само момент, пред да Весна добие само тоа. Само да за мене како председател, а и за советот. Сакам да прашам, ова што го збориме, што го дискутираме, дали се однесува за кој суд ме интересира само? За кој суд? Еден е за основниот кривичниот, еден основниот граѓански суд и една апелациониот. Еден е за граѓански суд во Скопје и кривичен суд. Основен кривичен суд, да. Само во тие суд. Да. И она последното второто известување за апелационен суд. Да. А за второто? Добро. Значи ви благодарам. Јас очекував поранешната председателка Павлина Црвенковска да известува за работи кои што лично нејзи се познати и да се држи за законските одредби, во смисла да не само да прашува дома, како што наведе требало да праша, него да се држи согласно законот, особено согласно член 34, во смисла на дека знаела дека има законска обврска да поднесе изјава за имотна состојба и интереси согласно закон за податоците, ве молам, многу боли кога нападите се насочени кон мене, имаме известување по во ред, меѓутоа, повториот случај, но јавноста добро знае кога може членот на советот имаме известување по да одлучуваме за иземање на Весна Тамева. Не се одлучува за Павлина Црвенковска. Тогаш ќе бидам кратка. Кога ќе се стави за Павлина Црвенковска, разговараме за Павлина Црвенковска. И затоа е колешката многу вознемирена. Тогаш ќе бидам кратка. Ве молам, председателе, јас извести во моментот кога дознав. Доколку членот каде пишувало која јас на вистина не знам за таа поставка, било проширено во јавноста, но доколку знаела, во најмала рака требала она како член да ви извести дека јас прикривам факти. Во најмала рака. Значи, ве молам, повторно дискусијата гледаме и повторно колешки ќе ми потврдите дека е гајка, бидејќи ја имам законска обврска да известам веднаш кога ќе дознам, исто како што вие имате законска и јас и било кој да ја во целост да ја пријавиме имотната состојба, кој факт не сум го прекрила, барем јас. Колеги, добро, ако нема за дискусија, или се нешто спомна или се поликувате, колега? Да, председателе, да, колеги, значи немам намера јас како еден од тука присутните да бидам свидетел на овој циркус. Апелирам до вас како председател, вие раководите седницата. Значи, сите ние знаеме, судскиот совет има куп прашања од негова надлежност по кој треба да се одбаши. Ние во последно време, како што и јавноста не опишува, продолжуваме со циркуси. Овде имавме иницијален акт поврзан со институтот иземање. Меѓутоа, тој се прошири на меѓусебни обвинувања.
Не ни е апсолутно тоа тема на дневен ред, а знаете, се сеќавате дека на почеток на оваа седница јас реков дека некако оваа точка разно мене ми е нејасна. Колешката Мери ја појасни, треба аргументи за да се произнесеме. Децидно ги наведе кои аргументи се потребни за да може ние да одлучуваме. Сето ова друго пак прерасна во едни меѓусебни обвинувања. Председателе, вие сте прв меѓу еднакви. Од вас зависи во кој правец, во која насока ќе оди работа на Судскиот совет. Значи, апелирам, дајте, повикајте не, да ги извадиме оние работи што ги чуваме во Пилока, за тоа сме тука дојдени. А овие други работи, да не го губиме времето, како Судски совет. Така е, но уште една работа да кажам. Прекинете, апелот ми е. Ова нека се прекине. Еднаквите со ваше одлуки и мнозинство Ве гласови јас разбирам. дискутирам. Но, толку овде ве повикувам, колега, и вас и сите други. Не јас, сите ние, колега. Најмалку јас одлучувам по вашите предлози само, колега. Поред, ако немаме подостојана дискусија, нешто повеќе, во овој дел да завршиме со тоа што ќе произнесе заклучок дека се тоа што го спомна колешката Мери, значи како материјални докази во смисла на тоа да знаеме зашто дискутираме, значи без преку вас да бараме тоа, мислам Толева